Кратки најави за денешниот дневник. Паралелно со новите авионски линии од Охридскиот аеродром и гости од нови дестинации, потребна е и соодветна туристичка понуда. Уапсен малолетник во Охрид под сомнение дека извршил обљуба врз 12-годишно девојче, додека друг малолетник снимал. Граѓаните ќе можат да ги пријават проблемите со селектирање отпад. Хелверовата ноќ беше изведена пред охридската публика. Додека се преговара за американскиот мировен план за Украина, не престануваат жестоките руски напади. Ова беа кратките најави за денешните настани. Подетално за нив ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денеска по студеното утро во текот на денот имавме претежно сончево и студено време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура се искачи само до 8 степен. Во текот на ноќта понеделник кон вторник ќе превладува претежно ведро и студено време. Утре интензивни врнежи и силен ветар во северозападна и западна Европа. Во централна Европа дожд и снег во Алпите и регионот околу Баварија и Австрија. Во североисточна Европа стабилно, но постудено со снежни врнежи во западна Русија и делови од Балтикот. Во јужните делови од континентот нестабилно време со локални врнежи. Балканот е под влијание на медитерански циклон кој носи обилни врнежи од дожд во Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Западна Србија. Во планинските региони на Словенија, Хрватска и Западна Босна се очекуваат врнежи од снег. Врнежи од дожд се очекуваат и во Грција и Албанија, засилен ветар и локални врнежи и во Бугарија и Македонија кон крајот на денот. Во Македонија во вторник по студеното утро во текот на денот ќе преовладува умерено облачно и ветровито време. Во доцните попладневни и во вечерните часови во северозападните, западните и југозападните предели се услови за слаби локални врнежи од дожд. Ќе дува засилен југозападен и западен ветар кој што ќе достигнува брзина и до 40 км на час. Минималните температури од -1 до 6 степени, додека пак максималните дневни утре во Македонија ќе достигнат од 6 до 15 степени. Во Охрид во вторник ќе провладува умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и свежо. Во доцните попладневни и во вечерните часови се услови за слаби локални врнежи од дожд. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 11 степени. Во Охрид во среда и четврток облачно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо. Во четврток се очекуваат пообилни врнежи од дожд, локално и до 25 литри. Минималната температура од 7 односно 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 11 односно до 7 степени. Нестабилно време со слаби врнежи од дожд се очекува и во петок, кога дневната температура ќе достигне до максимални 5 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Бидејќи кога ќе си подадеме рака, никогаш не сме сами. Сава осигурување. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг.
кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Новите директни авиолинии од аеродромите во Охрид и Скопје позитивно влијаат врз туризмот. Експертите од областа на туризмот сметаат дека авиолиниите значат нови зони од каде ќе доаѓаат посетители во главниот туристички центар, а хотелиерите и угостителите треба да бидат подготвени со соодветна понуда. Зимава од Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле 3 авиокомпании ќе летаат до 5 дестинации: Цирих, Базел, Дортмунд, Виена, Мемингем. Иако Визер најави укинување на линијата Виена-Охрид, градов сепак ќе биде авионски поврзан со австриската престолнина, бидејќи линијата од 17 мај ќе ја оперира компанијата Austrian Airlines. Визер во летниот распоред наместо од Австрија ќе лета за Охрид 3 пати неделно од словачкиот главен град Братислава. Од 30 март следната година, Охридскиот аеродром ќе се поврзе со уште една нова дестинација – Милано. Новите директни авиолинии значат зголемен број посетители и дополнителен развој во главниот туристички центар. Новите авиолинии се навистина еден ветар во грб и тие ги позитивно влијаат врз туристичките текови. Ето, например, од март месец ќе почне Милано, Малпенза, потоа имаме поврзаност со Германија, Минхен, ќе имаме поврзаности со скандинавските земји. Сето тоа ќе влече посетители, но пред се мора да бидеме будни, мора да сме подготвени за нови посетители, за нови посети, мора да знаеме што треба да понудиме на тие емитивни зони, бидејќи не е само тоа што ќе се поврзиме со овие дестинации, тие дестинации се поврзани како аеродроми со други аеродроми, па може да се направи доста бенефитите да бидат многу големи во делот на планирање на некои итинерери, кружни тури, стационарен туризам. Милано може многу добро да се поврзи со други дестинации преку океански земји. Во делот на понудата започнува некој нагорен позитивен тренд, вели професор Наумов. Посочува дека хотелиерите прават напори преку реновирање и приспособување на капацитетите да се прилагодат на разновидните потреби на гостите и колку што можат да ги следат современите текови. Понудата како понуда, таква како што е, бележи, може да се каже, еден нагорен тренд. Веќе собствениците на хотелите, менаџментите делуваат позитивно. Евидентно е дека се прават и реновирања и приспособувања на хотелските капацитети за потребите на гостите, но сето тоа треба да биде со малку позабрзано темпо, да биде поквалитетно направено, за да можеме да ги задржиме, бидејќи ако се нуди услуга за хотел со 4 звезди, треба навистина тие 4 звезди да бидат заслужени во меѓународни рамки, односно точно се знае што треба да има еден хотел со 3 или 4 звезди и не смее да има никакви отстапки, односно никаква импровизација во тој поглед. Далеку сме од оние дестинации кои што нудат луксузни сместувања и услуги и не можеме да зборуваме за елитен туризам, вели професорот, а за тоа кон што е добро да се стреми Охрид во иднина од многуте форми како масовен аматуристички културен туризам и така натаму, насоки ќе даде новата стратегија за развој на туризмот, која ја изработува Факултетот за туризам и угостителство. Истата се очекува да биде готова на почетокот од следната година.
Утрово полициски службеници од СВР Охрид лишиле од слобода 16-годишник од Охрид поради сомнение дека на 12 овој месец извршил облјуба врз 12-годишно девојче од Охрид. Според информациите од СВР Охрид, друг малолетник го снимал чинот. Друг малолетник го снимал чинот, кој потоа го уценувал девојчето да биде со него, во спротивно ке го објавил видеото. СВР Охрид презема мерки за пронаоѓање и на овај малолетник. Врз малолетничката е извршен медицински преглед, а полициски службеници и представници на Центарот за социјални работи од Охрид во присуство на родител извршија службен разговор. По целосно документирање на настанот и во консултација со јавен обвинител, против сторителите ќе бидат поднесени соодветни пријави. Јавното предпријатие Охридски комуналец отвори зелен телефон на кој што граѓаните можат да ги пријавуваат сите проблеми и недоследности во собирањето на селектираниот отпад. На телефонскиот број 076 355 327 покрај пријавување на проблеми граѓаните можат да добијат и одговор на сите прашања поврзани со воспоставувањето на системот за примарна селекција на отпад во Охрид, додаваат од јавното предпријатие. Подсетуваат дека засега селекцијата е започната на улиците Железничка, Прилепска, Винковачка, Будва, Крали Марко и 8 март, каде што пред неколку месеци беа поделени жолти и сини канти. Во процесот на примарна селекција ќе бидат вклучени и други населби за што Охридски комуналец благовремено ќе известува. Со Хорека проектот за селекција на отпад ќе започнат и 9 хотели и 11 училишта до крајот на годината. Студиото Медија Артес со поддршка на општина Охрид ја подготви представата Хелверовата ноќ. Неодамна се одржа премиерата во Охридскиот театар, а дуодрамата ќе биде прикажана и низ земјава. Во Охрид се одржа премиера на представата Хелверовата ноќ. Станува збор за дуодрама која ја подготви студиото Медија Артес од Охрид во режија на Александар Јовановски, а во неа играат Дарјан Петров и Јасмина Билаловик. Базирана на истоимената драма на најпознатиот современ полски драматург, режисер и професор Ингмар Вилквист. Напишана во 1999 година, представата на суптилен и потресен начин ја прикажува чудната врска помеѓу мајка и посинок, млад човек со посебни потреби. Тоа се случува во 30-тите години, не е прецизирана земјата, местото, географската локација, меѓутоа повеќе од јасно е дека тоа е, ајде да кажеме, Германија во време на подемот на Национал-социјалистичката партија. Значи, тој занес така на, да кажем, Хитлеровата младина и така натаму. И овај лик, посинокот на мојот лик на Клара, значи Хелвер, тој наоѓа еден вид на чувствена припадност во тие млади кои одат и маршираат со сиот занес, така. Додека неговата мајка посвоителка, незината главна грижа е всушност како да го заштити. Заради тоа што, не знам, историски се сеќавате како тоа тргнало. Прво тргнало со прогон на неистомислениците идеолошки, па понатаму на удар биле лицата со посебни потреби, кои на секои 3 месеци ги викале на квалификациони комисии и многу од нив никогаш не се враќале дома, заради тоа што на нив всушност биле прв пат правени тие експерименти кои потоа се применети во гасните комори. Преку слоевитиот однос мајка-дете, старател, штитеник, брат, сестра, маж, жена, джелат, жртва, авторот гради интимна приказна за две различни суштества, кои што се обидуваат да најдат смисла и сигурност во свет, кој секоја различност ја дочекува со насилство и осуда. Тоа се сите околности кои што се случуваат некаде и денеска во нашиот свет, само што не се случаи кои што за тоа се зборува, некако тоа се некои действија кои што тематски ние работиме на единица која што се врзува со Хитлеровата младина. И тоа избравме од проста причина, пошто се уште можеме да видиме облици на фашизмот низ разни действија и разни. Тоа се за мене преформулации на истата тематика, истите пракси кои што денеска некои
да речам, политички партии имаат некои тенденции, идеолошки тенденции да водат кон тоа. Во атмосферата на тоталитарниот фашистички занес во 1930-тите години, Хелверовата ноќ ја разоткрива трагичната судбина на оние кои не припаѓаат на мнозинството, оние за кои едноставно нема место во таков свет. Синот се бори сам со, да речеме, со некоја ментална попречена, само толку ќе откривам плюс. Да, и по едно комплексно време каде што стигмата за, нели, тој профил на луѓе била различни констелации, обштествени и се. Така да, би рекол дека имаше во овие 2 месеца во процесот баш убава соработка со Алек и со Јасмина, али и строшувачка, емотивно, баш така некако, нели, си навраќаме некои своји работи, емоции и перцепции. Премиерата се одржа во Центарот за култура Охрид. Дуодрамата ќе биде прикажана и низ театрите ширум земјава, но ќе биде и повторно одиграна во Охрид. 6 трофеи, највисоката награда и уште 5 златни медали освоија Brain on Brain генијалците од Македонија на 15-тиот меѓународен Brain on Brain надпревар што се одржа во Дубај. Македонија ја представува 11 учесници од Охрид, Тетово и Скопје и сите се вратија со награда освоена во конкуренција од над 1800 деца од 16 земји. Нашите ученици од Brain on Brain блеснаа на меѓународната сцена. Тоа е доказ за нивната дисциплина, концентрација и неверојатен ментален потенцијал. Овој успех е резултат на посветеност, големата желба, поддршка од родителите и секако програмата Brain on Brain и неверојатните Brain on Brain едукатори, посочуваат од Brain on Brain Македонија. Бензините од ноќеска на полноќ поевтинуваат за половина денар по литар, а за исто толку поскапува дизелот, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад. Со одлуката се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,55%. Новата малопродажна цена на Eurosupер BS 95 е 75 денари за литар. Eurosupер BS 98 ќе се продава за 77 денари, а Eurodiesel BS за 73 денари за литар. Малопродажната цена на екстралесното масло за домаќинство не се менува и останува 69,5 денари за литар. Со одлуката на Регулаторната комисија за 0,756 денари за килограм се намалува и малопродажната цена на мазутот и ќе изнесува 34,865 денари. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен ден.